Да, како што најавивме, продолжуваме со Студио 10 со нашите најавени разговори. Утрово, тука во студиото е господинот Филип Темелковски, актуелен градоначалник на Кисела Вода. Добро утро, господине Темелковски. Добро дојдовте во Студио 10. Како што кажавме на гледачите, ќе се обидеме да ги презентираме градоначалниците и понудата која граѓаните ја добиваат за овие извори. Кажете ми прво, како еден генерален вовед, како сте задоволен од сработеното визави ветеното, она што го ветивте на граѓаните? Добро утро и пред се благодарност до поканата на вашата телевизија. Како градоначалник или поточно како актуелен градоначалник, кога ќе се вратиме наназад за 4 години, јас сум задоволен од начинот на кој што се водеше општината, начинот на кој што беа реализирани проектите и начинот на исполнување или поточно процентот на исполнување на тоа што го имавме ветено пред 4 години, а што се од тоа е остварено. Нормално во изминативе 4 години некои од работите кои што сме ги ветели од објективни причини не сме можеле да ги завршиме, а некои па сме ги додале, бидејќи не секогаш можевме да се водеме по програмата. Некогаш граѓаните имаа потреба од поприоритетни работи кои што ние не сме ги ставиле во програмата. Добро, ајде да видиме, пред да навлеземе во некои детали во однос на сработеното и во однос на проблемите, оние актуелни кои беа, ајде да видиме некои од работите кои сте ги ветиле, да речеме амбуланта и градинка кај Расадник, реконструкција на реновирање на сите училишни сали на територија на општина Кисела Вода, изградба на нови во училишта кои што ги нема. Ова се некои од оние ветувања кои беа онака најударни. Ветивте изградба на катна гаража кај Расадник, ми се чини дека таа е почната. Да, таа ќе ни кажете до каде, но колку што гледаме, поликлиника и градинка кај Расадник нема. Поликлиниката и градинката во Расадник беа врзани со самиот детален урбанистички план. Жал ми е што ние кога говориме за деталниот план за Расадник се говори само за зградите, а не се говори за општото добро, бидејќи нас Расадник повеќе на општината и беше потребен просторот на Расадник кој што е државен, каде што беа планирани да се сместат сите општествени добри, како што се самата поликлиника, градинката, основно училиште, средно училиште или поточно во просторот на Расадник ни требаше да се средат работите кои што фалат во нашата општина. Добро, но што ве спречуваше да го донесете тој урбанистички план, да го прилагодите, бидејќи ако сте знаеле дека тоа ви е основно ветување, предпоставам дека сте требале да Добро, не е баш само тоа основно ветување, например едната градинка во Драчево веќе ја завршуваме, така да ние имавме ветено 2 градинки, кои што едната е готова, за втората имавме обезбедено средства, за жал кога немате простор каде да направите, не можете да реализирате, не спречува бидејќи самиот детален план е можеби и најголемиот во Македонија. Значи, деталниот план за Расадник опфаќа преку 100 хектари и тогаш имате комплексна работа со многу работи кои што треба да се земат во пред. Дополнително, генералниот урбанистички план кој што се носел 2012 година не ја земал во предвид постоечката состојба пред се на индустријата, бидејќи во Расадник има и одреден процент на индустрија. Сега ние требаше да донесеме детален план во кој што треба да се избриши индустријата, кој што малце и не е логично. Затоа се бараше методи и начини како се законски тоа да се среди, за да биде во интерес на сите. Кога зборам на сите, пред се на општината Кисела Вода, собствениците на земјиштето и нормално жителите кои што сега живеат, а и идните жители на Расадник. Добро, ја разбираме комплексноста на проблемот, но сепак тоа не е направено. Дали немавте доволно време за тоа, за да го донесете тој детален урбанистички план, да го подготвите? Дали 4 години малку беа? Каде е проблемот? Па очигледно дека биле малку да се чим не е донесен, бидејќи има премногу институции кои што се засегнати таму и од кои што треба да дадат позитивно мислење. Значи не е само општината Кисела Вода и комисијата на општината Кисела Вода, дополнително ги имате и сите јавни предпријатија, ги имаме тука Универзитетот Кирил и Методи, градот Скопје, Министерството за транспорт и врски, сите они имаат дополнителни комисии
така да не е само изработката, него и проверката на деталниот урбанистички план Ј14 се вклучени преку 100 луѓе кои што еден по еден идат. Треба да завршите прва фаза, па да може да идете на друга и секој имаше некакви забелешки кои што треба да се отстранат. Да, а предлог ДУП-от за кај расадник во кисела вода ги предизвика оние познати протести, негодување на жителите. Тие велат дека тамо ќе никне еден мини град со 25.000 жители, дека тоа е премногу урбанизација за општина Кисела вода. Тие бараа расадник да се претвори во парк, да се прилагоди, бидејќи Кисела вода нема голем парк. Еве и ние тука имаме некои колеги со кои разговарав пред да почне емисијата. Тие велат дека своите деца кога сакаат да ги прошетаат, буквално ги носат со кола во други општини, бидејќи Кисела вода нема еден поголем парк среден, дека тоа се мали тремнати површини. Го наоѓате ли некако компромис со овие барања и со вашите планови заложби? Прво да ве демонтирам дека немаме парк, можеби немаме голем, но сепак не е ни мал. Знаете дека бившата депонија во 11 октомври бараки и е веќе еден од поголемите паркови во Скопје. Најголем во Кисела вода, која што е направен заедно со градот Скопје и со Агенцијата за млади и спорт е направена тримпатеката или поточно реконструирана тримпатеката од преку 2 километри. Така да можеби не е доволно промовиран, тоа е парк во кој што ги има сите потреби и за младите и за постарите. Има и детско игралиште, има и парк за миленичиња во склоп на него, таму имаме и за фудбал игралиште, во моментов се прави 3x3 игралиште во самиот парк, така да имаме една огромна површина која што може да ги задоволи потребите на граѓаните пред се кои што живеат во урбаните заедници 11 октомври, бараки, згради, расадник е веднаш во близината, Цветан Димов. Така да еден мој апел или покана до сите граѓани кои што не биле на тримпатеката и на паркот, како што кажавте претходно, не очекува топло време, слободно може да го искористат за да го видат, бидејќи едно прекрасно место за уживање. Да, пред да продолжиме со расадник, со ДУП-от за расадник, само сакам да замолам до режијата, има еден подготвен материјал за денеска, да се подготви, да се пушти, тоа е една илустрација со која ќе поразговараме со градоначалникот. Не ми одговорите во однос на ДУП-от, останувалите ли на планот тамо да се градат стамбени згради со тој обем како што беше најавен? Вака, ние како политичари треба да бидеме одговорни и да ги кажуваме вистините. Доколку начинот на финансирање на единиците на локалната самоуправа или општините, најголем дел е преку комуналиите. Дополнително земјиштето во расадник или околу 40% е приватно земјиште. Има методологија по која што се пресметува доколку сакаме да го откупиме, која цена би била таа. Таа цена или поточно тие средства во моментов општина Кисела вода ги нема. Значи, вие имате друга опција или да се зголемат даноците кои што ќе бидат на штета на сите те граѓани за да можете вие да го откупите. Планот е да се донесе нормално во соработка и со граѓаните. Ние, за разлика од минатото, не носевме планови усред август, никој да не може да ги види, затоа одеше на 3 јавни анкети, ни беше битно и мислењето и на самите граѓани, и на собствениците и на граѓаните кои што живеат таму. Значи, расадник е еден вид на развој на општината. Не говориме само, јас ви кажав, да, ќе има стамбен дел, но таму има и многу општествен дел кој што треба да ги покрие недостатоците кои што ги има општина Кисела вода по однос на јавното добро. Да, добро. Еве оваа фотографија, не знам, веројатно дека ја знаете. Ова ни пратија граѓани од Кисела вода. Велат дека ова се наоѓа во Припор, дека се води како куќа на 2 ката, за кој е издадено одобрение за градба, а всушност е зграда на 5 надземни, 2 подземни ката со вкупно 154 стана. Кажете ми, точно ли е ова што го велат граѓаните? Дали е ова точно тврдење? Се зависи во кој дел е точно. Дека е издадено одобрение такво куќа, во Припор, да. Дали се 150 стана, на вистина не знам. Значи ние не може да ги гледаме сите одобрение. Дали е издадено како куќа на 2 ката и направена зграда? Да, бидејќи во планските документации кои што беа во минатото, бидејќи ова не е од нас донесено,
Точно јас сум го донал или поточно сум го потпишал одобрението. Но секогаш треба да гледате каква била планската документација која што е донесена. Таа е уште од 2012 која што дозволува ваков тип на градби. Така да, и кога се говори, ние секогаш зборуваме за одобрението, никој не се навраќа наназад да видиме кој ги донел тие детални урбанистички планови и како се донесено. Јас кога ме прашуваат па зашто не ги укинавте, ние како општина или поточно јас како градоначалник, бидејќи градоначалниците пред се менаџери на општините, ние не сме собственици, иако некој сака тоа да го наметне. Првично што направивме со екипата е да пробаме да ги оспориме до Уставниот суд одредени детални урбанистички планови за кои што сметавме дека има соодветни недостатоци. За жал беше констатирано дека плановите се донесени согласно законите и уставот на Македонија. Така да вие од кога го имате веќе и деталниот план и кога немате можност како да го исцрпите, вие не можете на некој да му забраните да гради. Сакате да кажете дека тука е се законски, дека не сте можеле да го спорите? Да. Ние, јас откако сум градоначалник, имало честопати вакви шпекулации и до сега неколку пати институциите доаѓале кај нас баш по допрен глас и по се останато да проверат како е. До сега сите документи кои што ги имаме издадено биле законски, зборам по однос на одобренијата за градење и сите останати примери. Така да слободно и за овој може да се провери дали е во рамки на законските одредби. Да, добро. Во однос на генералната инфраструктура, сега тука кисела вода не е, ми се чини, исклучок, се мачете со истите проблеми, тоа е инфраструктурата, дека е преоптоварена од сообраќајниот заатнат, често има и жртви таму. Значи, Кисела вода е практично општина која не е дел од центар, туку се надоврзува до центарот, буквално е залепена до центарот, но некогаш граѓаните од Кисела вода до центар им треба 15 минути да патуваат, зависи од каде ќе тргнат. Има ли начин тие проблеми да се решат некако, да се подобри таа инфраструктура, бидејќи вака со продолжување на урбанизацијата ми се чини дека сето тоа ќе оди многу тешко и многу споро. Значи, поголем дел од тие зафати се надлежност на градот Скопје. Булеварите, да, булеварите и главните улици. Веќе градот Скопје ја прави поврзувањето на општина Кисела вода со општина Аеродром, кај преку улицата Есенинова, со што дел од гужвата која што се створува или тоа тесно грло на рампа, сметаме дека ќе се избегне колку толку. Во наредните програми ќе имаме уште едно поврзување со аеродром, со што ќе се отворат нови сообраќајници за да се олесни движењето. Знаете дека веќе е почнати булеварот Борис Трајковски да се реконструира, така да сметам дека многу се инвестира во патната инфраструктура се со цел за да имаме полесна комуникација помеѓу граѓаните. Ми се чини дека главната улица во Драчева под општина, така? Да. За таа, еве, конкретно добивме поплаки, велат не е реконструирана 20 години. Да. Видете, ние како општина немаме средства сите да ги реконструираме веднаш. Јас честопати велам дека ние во изминатите 4 години пред се ги поставувавме темелите на општината. Зашто? Ние немавме подземна инфраструктура. Најголем дел од нашите инвестиции како општина беа во подземната инфраструктура, бидејќи не е соодветно, како што кажавте вие, ние сме одма до центарот на градот, да имате жители кои што немаат вода, канализација, атмосферска канализација. А кога правите подземна инфраструктура, тоа е дополнителен проблем, бидејќи ги ископувате, ги раскопувате улиците, така да инвестициите изминатите 4 години беа најмногу таму. Во наредните планираме во надземја да се работи за да може соодветно да ги пратиме терковите. Жал ми е што во минатото се издадоа толку многу одобренија за градба, се продаваше државното земјиште, а ние како општина немаме пратено инфраструктурата. Да, ми се чини ќе преминеме сега малку на она што ве очекува, што сега ќе понудите, само би ве прашал во однос на вашето појавување во јавноста, ми се чини дека овие 4 години не бевте премногу присутен или може би грешам, но за разлика од некои ваши колеги,
Некој може би ги имаше и помалку од вас, сега да не именувам, не се тука, но имаше и некои кои беа доста почесто во јавноста. Вас не ве гледавме пречесто. Видете, јас до сега немам одбиено интервју или било какво гостување на телевизија или на било кој медиум. Сам да се наметнувам, не сум се наметнувал. Социјалните медиуми ги работевме, но не толку често како што ги правеа можеби моите колеги. Така да сметам дека ми имаше доволно за да ги кажеме крупните работи кога се правеа во нашата општина, а ги имаше и како многу. Јас мене ми е жал што на пример медиумите ние отворивме еден прекрасен дом на културата кој што кошта 44 милиони денари, ниту еден медиум не се појави на официјалното отварање на домот на културата. Тоа е едно прекрасен објект во кој што покрај домот се сместени и други институции од интерес на граѓаните на село Драчево. Отваравме спортска сала, никој не се појави. Така да не е само до нас како градоначалници, него некогаш и вие медиумите, очигледно другите општини ви се поприоритетни, или па кога има само негативни работи, почесто се појавуваат него кога има позитивни. Така да не сметам дека ние пред се општината работите кои што ги гради, ги прави за самите жители кои што живеат таму. Така да нашата цел беше да подобрим условите за живот, без разлика дали за тоа ќе се пофалиме или не. Да, добро, прифаќаме критика, еве и дека ние, доколку не сме се појавили на важни проекти, тоа е окей. Кажете ми, претходно Кисела вода со децении, ми се чини, беше под власт на ВМРО ДПМН. Овие последните локални избори 2017 ми се чини беа, направија едно тука, па не изненадување, тогаш таква беше атмосферата во целата држава, имаше еден бран на промени во тој период, СДСМ после долго време ми се чини ја владее. Кисела вода, како сега ќе се представите пред граѓаните? Не знам како стоите со анкетите, оние кои во минатото се објавуваа, но и ако ги видиме резултатите од предвремените парламентарни, од претседателските избори, ми се чини дека ВМРО ДПМН е прилично силно сега во Кисела вода. Што би понудиле сега? Видете, и да се вратиме прво наназад 4 години, 2017 општина Кисела вода беше, може да кажеме, едно од изненадувањето, бидејќи сите анкети велеа дека ќе изгубиме. 2016-та Социјалдемократскиот сојуз изгуби 3200 гласа на парламентарните избори, па победивме на локалните. Исто и овие 2020-та изгубивме 2800 гласа. Јас сум убеден дека ќе победиме и на овие локални избори, што е во првиот круг. Зашто? Кога ќе испоредите бројките што имаме ние како Социјалдемократски сојуз заедно со владата и со градот инвестирано во општина Кисела вода, а што е инвестирано во изминативе 12 години, не можете да ги не се споредува. Значи ние во некои сегменти за 4 години имаме инвестирано исто како и за изминатите 12 години. Таа е понудата која што ќе излеземе пред граѓаните. Например, може ли некој пример да ни дадете? Па еве, класичен пример, не знам, ќе ви кажеме за легализациите. 7 години ВМРО ДПМН има завршено 2000 легализации, откако сум градоначалник се завршени преку 7000 легализации. За 4 години, од кои што едната во пандемија. Ние минатата година не ги работевме толку легализациите, бидејќи пред се беше одговорноста и страф. Не може да пратите вие 5 тима да одат по куќи кои што се знае процедурата за легализација во екот на пандемија. Кога говориме за канализација е исто така истата ситуација. Фекална и атмосферска канализација имаме ставено околу 15 километри, кое што е еднакво на 2 мандати на на моите претходници. Така да тие се некои од работите кои што имаме покажано, ја за тоа ви кажав, ние можеби нечесто јас како градоначалник можеби не сум излегал на медиумите, но и како работевме, граѓаните го имаат осетено. Пред се главната поента во 2017 беше дека ќе отвориме општината за сите наши сограѓани без разлика на нивната верска, национална па и политичка определба. Општина Кисела вода беше затворена општина која што само одредени луѓе можеа да ги добијат услугите на општините. Така да прво што направивме,
профункционира местните урбаните заедници, имаме отворен ден, имавме пред пандемијата. Отворен ден со градоначалникот, имавме средби со граѓани каде што го правевме, буџетот, така да сите тие работи покажаа дека работите кои што ги ветуваме, ги исполнуваме. Можеби не сме 100% успешни, имаме местни организации, урбани заедници кај што можеби не профункционирал Советот на урбаната заедница, имаме послаби резултати, но во моментов ги знаеме кои се клучните проблеми и ги знаеме решенијата. Добро, што ќе понудите еве на овие избори? Дали повторно ќе одите со истите ветувања, таа фамозна, веќе да не речам, поликлиника во Кисела Вода, која толку ја бараат граѓаните, дали повторно ќе кажете дека нова градинка ќе направите? Или имате сега и нови? За разлика од пред 4 години, во моментов ги знаеме точно работите кои што се и како се. Поликлиниката пред се е надлежност на државата или поточно Министерството за здравство. Секако, да. Ние како општина треба да обезбедиме соодветно место, но ние не можеме да ветиме бидејќи мора да влезе во буџетот на државата. Така да првиот пат не го знаевте тоа? Па дел од работите не ги знаевме првиот пат. Гледам сега и моите конкуренти ветуваат се и се што и поголем дел не се ни во надлежност на општините, така да тоа е интересно. Јас кажав, треба да бидеме одговорни политичари, да го ветуваме тоа што реално можеме да го исполниме. Така да ќе имаме една програма која што ќе биде во интерес на сите граѓани. Ние, Социјалдемократскиот сојуз, во изминативе 2 месеци имаше низана активности во сите градови низ Македонија, каде што разговаравме со нашите сограѓани, дискутиравме за проблемите и програмите кои што сметаме дека се најдобри. Нормално, клучните работи и поенти ние ги имаме, јас ги имам бидејќи ги знам, сепак не треба уште некои мали финеси кои што ќе бидат ставени во програмата и нормално кога е законскиот рок после 27 ќе ја промовираме. Мислам дека во моментов не можеме целосно да ја промовираме бидејќи не е ни дозволено. Да, не можете ни да кажувате детали, тоа е разбирливо. Кажете ми за на крај едно прашање кое се однесува генерално на сите градоначалници. Главната забелешка на граѓаните кога разговараме со нив во однос на локалната власт е вела дека ги гледаат градоначалниците за време на предизборната кампања, за време на ветувањата и после 4 години не можат да ги најдат, буквално ниту кога им требаат, ниту кога ги бараат. Значи, повторно ќе кажам, не само за вас, туку и за вашите колеги, како ќе го подобрите тоа? Како ќе станете подостапни за граѓаните? Јас, барем за мене можам да кажам, не се сложувам целосно со таа констатација. Пред пандемијата, како градоначалник на отворен ден, имам остварено преку 3000 средби. Тоа се 3000 граѓани на општина Кисела Вода кои што дошле во мојот кабинет, сме дискутирале за нивните проблеми, на поголемиот дел и сме нашле решение. Тоа може би и максимумот, ние не можеме само да бидеме во кабинети да пречекуваме луѓе. Дополнително, како што напоменав, 2 пати годишно сум правел, јас преку местните заедници, средби со жителите на конкретна урбана и местна заедница. Нормално и тоа беше пред пандемијата. Тоа било транспарентно, со повик до сите граѓани кој е заинтересиран да дојде, за да може да продискутираме. Така да констатацијата дека нема 4 години, сметам дека не е точно и тоа е само од една мала група на луѓе кои што може би имале некаков интерес, а не сме им го исполниле. Јас како градоначалник гледав да бидам што поотворен и потранспарентен и подостапен. Никој не очекуваше дека ќе не снајде оваа пандемија која што сите различно ја свативме или поточно различно ја доживуваме. Пред се здравјето наше и на сите околу нас ни е битно. Јас се надевам дека со одговорноста наша на сите жители на Македонија, дека пандемијата што побрзо ќе исчезне за да може да се вратиме во нормала. Така да има уште една анегдота дека ние работиме само пред избори. Па јас во мојот мандат имаше 4 избори, така да ние 4 години сме работеле, ако гледат. 2018 беа председателските избори, референдумот, 2019 беа председателските избори, 2020 беа парламентарните. Ние секоја година сме оствариле одредени инвестиции во општините, така да сметам дека и ќе продолжиме со отвореноста.
таму каде што имаме увидено дека советите на урбаните и местните заедници не функционираат како што сакам јас, ќе бидат променити за да имаме целосна дисперзија на власта. Целта ни беше, мојата цел беше да ги олесниме пристапот на жителите до општината. Нормално сметаме дека како Социјалдемократски сојуз дека општините пред се треба да се дигитализираат и тука спремаме добра програма за да може граѓаните да немаат потреба да доаѓаат до општината за одредени услуги, него да можат и од дома да ги прават. Така да отвореноста била моја одлика изминативе 3,5 скоро 4 години, така и ќе продолжи. Јас знам без разлика каде ја добив поддршката 2017 година, инвестирано е подеднакво во сите местни заедници, инвестирано и таму, пред се таму каде што е најпотребно. Јас немам проблем и сега велам во секоја местно и во секоја мало да се појавам со крената глава и да кажам што и како е направено. Да, приоритет беше таму каде што е најуништено да се инвестира, за да може да одиме напред. И мене 2017 не ми беше згодно кога моите колеги говореа, не знам, за дигитализација, за смарт клуб и за паркови, а ние во кампањата говоревме за водовод и канализација во 21. век. Но тоа еднаш мора да се заврши во општината кисела вода, за да можеме да одиме напред. Да, добро, господине Темелковски, ви благодарам за разговорот и верувам дека кога ќе почне кампањата ќе се гледаме почесто. Во секое време, секогаш кога мислите дека може да бидеме во корист на граѓаните или од интерес на граѓаните, ќе дојдеме да ги објасниме сите работи. Да, ви благодарам. Ова беше разговорот со градоначалникот на Кисела вода Филип Темелковски. Ние продолжуваме со Студио 10, следене кандидатот на ВМРО ДПМН Орце Георгиевски. Останете со нас, продолжуваме за кратко.